Добро вечер, почитувани гледачи, еве со нова емисија Отворена за. Ова и другата ќе бидат со соговорници. Ова емисија ќе посветиме внимание на стручно и аналитичко мислење на еден наш граѓанин за состојбето во државата. Идната емисија ќе посветиме на земјоделието од страна на позиција и на опозиција и така продолжуваме со актуелни теми, верувам дека го предизвикуваме вашето внимание. Мој соговорник денеска е човек од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Димитар Мукаетов. Добро вечер. Добро вечер. Секојаш благодарен и добар соговорник во смисла на сеопатно и искрено зборување, нешто што мислам дека поретко можеме да го чуеме. И добро да е така, со оглед на тоа што Диме долго време беше и е член на Социјалдемократскиот сојуз, сега како член на надзорниот одбор на СДСМ, а истовремено беше претседател на Социјалдемократскиот сојуз на Кавазаци, научниска организација, активен чинител, вработен во Телекомот, држи една од значајните функции за овој дел на Македонија и да му посакаме добро вечер. Добро ве најдов, благодарам Маријан. Искрено, понекогаш кога ја слушам вашата најава кога сум гостин, влегувам сериозно искушение околу преиспитувањето на моите собствени критериуми околу мојата општествена важност и релевантност, но она за кое што немам дилема е дека човекот со кој што разговарам е жив бард на тиквешкото новинарство и искрено се надевам дека во наредните 50 на минути ќе го задржиме фокусот и вниманието. Диме, знаеш зашто е тоа така? Затоа што си скромен. Скромноста е одлика на способните луѓе, кои за жал се помалку ги имаме во ова наше општество и многу ми е криво што нема дебата за разни теми. Меѓутоа, јас си наоѓам соговорници и верувам дека ќе имам со тебе добар муабет. Да почнеме од Телекомот. 5G мрежа е наместета во Македонија. Штетна ли е таа 5G мрежа? Имаше многу теории на заговор кај нас? За жал, ние поради тоа што континуирано како држава која што е од посебен интерес на Балканот, и не сме исклучок и од нашите соседни држави. И во време на ковид кризата бевме под хибриден напад на многу служби, затоа што овде на Балканот и во Македонија се покупуваат многу интереси, а и актуелниот политички момент е таков. Така да, на некој начин, со тие хибридни напади, некои служби пробаа да отворат терен за она што понатаму следеше и беше исфрлена една теза околу штетноста на 5G мрежата. Меѓутоа, од кога сега ја имплементиравме, од кога во целиот исток 5G мрежата функционира во сите градови, она што непосредно може да се уверат граѓаните дека не станува збор за никаква штетност, напротив, зрачењето кое што го дава 5G мрежата е многу пониско и во многу пониски граници од зрачењето на 4G или на 3G мрежата. Така да од 5G мрежата останаа само големите благодети во делот на комуникацијата, дигитализацијата, брзината на интернетот, отворените можности за комуникација со целиот дигитален и писмен свет и мислам дека тоа е една цивилизацијска придобивка 5G која што уживаат нашите граѓани благодарение на Македонски Телеком и мислам дека во иднина и со 5G и со оптимализацијата на мрежата, со поставувањето на оптичка мрежа, а еве сега сме во фаза на имплементација на тој проект и во Демиркапија и во Росоман. Во многу брзо време и општините Росоман и Демиркапија ќе добијат комплетно 100% оптичка мрежа, вршиме на тој начин зголемување на компаративните вредности на општините, а од друга страна, за сите наши граѓани овозможуваме поврзување дигитално за сите компании, исклучителни услови за работа. Знаеме денеска што значи брзиот и оптимален интернет и колку е тоа голема компаративна вредност и јас сум горд што припаѓам на компанија која што е лидер на тој процес на дигитализација. Ви сте директор на овој дел на Телеком, на овој дел, да знаат граѓаните со кого имаме работа. Набележавме неколку теми. Диме е еден од ретките кои не сака однапред спремни прашања за да се подготвува дома, туку дојде како што гледате вака убав со плава палтенце и спремен за разговор 50 минути. Диме, има ли во Македонија корупција? Корупцијата за жал е на Балканот, поготово и во бившите источни држави, државите кои се произлегува од Варшавскиот пакт, ние исто и на Балканот, е во некои моменти со ендемска
со ендемска релација и корупцијата е еден од најголемите облици на општествено зло и корупцијата како општествена појава е она која што за жал и исклучително го стагнира развојот на општеството и на заедницата. Ако збориме за нашата корупција, збориме за македонската. Ние мора да се вратиме на почетокот и на нашите корени, затоа што од целиот свет дојде до рушење на едниот блок, се наруши таа биполарност и се случија тектонски пореметувања во општествените уредувања. Тоа не одмина и Македонија и ние од еден самоуправен социјализам поминавме во транзиција на капитално општество. Меѓутоа проблемот е, и тоа е секаде у светот, не е Македонија исклучок, кога вршите трансформација на капитал од општествен, од она што е општо, во она што е приватно, не постои модел кој што во тој сегмент гарантира праведна распределба на капиталот. Тоа се случи во Македонија. Капиталот, таа наша транзиција фамозна, донесе до акумулација на капитал кај одредени структури во енормна количина. Таквото тие беа дефинирани како олигарси. Многу искрено и убаво кажано. Таквата концентрација на капитал, за жал, во општество кое што е во зачеток на демократија, кое што треба доправо да ги дигне институциите кои што го генерираат системот на демократијата, успеа за овие 3 децении тој капитал да ги поклопи сериозно институциите кои што треба да ги гарантираат моделот на социјална правда и на живот на заедницата. Добро. Па ние сме сведоци колку судството, јавното обвинителство овие 3 децении беа под удар на тој капитал. И не збориме само за судството и за јавните институции, овде збориме и за политичките партии. Така. Не јавна тајна е дека одредени олигарси или одредени олигархиски издруженија имаат своји пратеници, имаат суверенитет во политички партии, исклучително влијаат во носењето на одлуките на политичките партии. На крајот на денот и во оваа сфера во која што вие работите, и во медиумите, и во порталите на... Точно. Сега, тој капитал и преку јавната информација во Македонија создава привид дека криминалот е нормална и успешна работа. Се врши замена на тези, се врши таков начин на пуштање магла на јавноста во кое што она што е криминал станува општествено добро, она што е општествено добро станува општествено неприфатливо. И тоа што е неморално станува морално. Транзицијскиот капитал, по мене, е најсериозниот проблем во делот на корупцијата кој што ние го имаме во оваа наша држава. Борбата за слободно општество не е флоксува. Борбата за слободно општество во кое што правата, суверенитетот на граѓанинот ќе бидат гаранција на институциите. Значи, ние мора да имаме прво капацитетноста на институциите. Ние мора да градиме институции кои ќе бидат гарант за моделот на социјална правда, за моделот на семејните права и за моделот на личниот просперитет на секој поединец во оваа држава. Кога имаме институции кои што се преклопени од влијанието општествено на капиталот кој што е акумулиран претходно, ние не можеме да збориме за функционирање на тие институции. И за тоа, општествената борба во Македонија и одговорноста на секој поединец. Прво, вучењето на демократијата значи дека ние како колективитет, како нација, мора да се учиме на тоа што е општествено добро, а што е општествено зло. Јавноста е клучна. Јавноста мора да прави дистинкција околу она кој што го поддржува како општествено добро и околу она кој што треба да го осудува и да се бори против него и да ги става институциите во функција да го санкционира тоа, а тоа е криминалот, корупцијата и општественото зло. И затоа, луѓето треба да знаат една работа. Промените во политиката не зависат од еден човек, персонално, нити од група на луѓе. Промените секоја доаѓаат од натре, од јавност. И затоа, седењето удобно во фотелија, чекањето некој друг да ги реши проблемите. Чекањето некој друг место нас да ги решава проблемите. Или онаа теза сите се исти. Не вреди никаков ангажман. Џабе. Тоа се трите позиции кои што возможуваат тој транзицијски капитал и понатаму суверено да владее со дел од институциите или со цели институции во Македонија и на тој начин да ги затвора перспективите за живот на младите луѓе, на генерациите кои што доаѓаат, да го забавува нашиот економски, општествен развој и на тој начин да врши едно стационирање на Македонија надвор од сите цивилизацијски токови и надвор од нашите стратешки евроатлантски определби.
По однос на тоа, како ние како генерации ќе одговориме на ова прашање, каков општествен ангажман ќе имаме и колку ќе бидеме успешни, мислам дека тоа е прашањето по кое утре идните генерации ќе го оценуваат нашиот ангажман. И затоа апелирам на секој граѓанин, на секој поединец, дека вклучувањето во оваа битка е работа на општествена одговорност и на највисок патриотизам кон сопствената држава. Ние оваа битка не смееме да изгубиме. Битката која што доправа престои во Македонија, кога ќе влеземе во фаза на преговори со Европската унија, кога ќе влеземе да ја нашата законска регулатива усогласуваме со регулативата на Европската унија. Ние пред се че мораме да изградиме општество на рамноправни и слободни граѓани кои што се свесни за своите права, кои што активно се борат за своите права во општеството, во политиката, во економијата, таму кај што работат и да изградиме една јавност која што постојано ќе биде контролор на функционирањето на капацитноста на институциите кои што значат гарант за правата, интересите и целите на оваа наша држава. За мене тоа е врвен патриотизам и врвна прва задача и цел која што ние утре во политиката мора да работиме. Диме, дали иселувањето од Кавадарци или иселувањето од Македонија или наоѓањето на работа во други држави каде што се плаќа подобро има директна или индиректна поврзаност со корупцијата? Како не? Како не? Има најдиректна поврзаност со корупција. Јас така мислам, затоа ти го поставам тоа прашање. Корупцијата. Многу граѓани се најави дека заменуваат ова поле за Хрватска, за Германија, за Холандија, за Шведска. Акумулацијата на капитал во еден момент значи дефинирање на сето општествено благо, добросостав, капацитетност. Не една структура на луѓе која што тоа понатаму го развива, го води и го движи согласно сопствените интереси. Не интересите на поединецот, на заедницата. Тоа ги затвара перспективите. За оној кој што е вреден, честен, способен, тој кој што сака да излезе на отворениот пазар, како млад човек, да се надпреварува. Да се искажува. Со своите вредности, со своето знаење и согласно вложениот труд, вложеното знаење, да гради семејство, да гради стабилност, просперитетност и екзистенција за своето семејство. Кога младите луѓе чувствуваат дека таквите перспективи во едно општество се магливи, затворени, невозможни, тогаш логично, таквите своји перспективи ќе ги барат во некои други општества за кои што постои перцепција дека условите за надпревар, за екзистенција, за подостојствен живот се, за жал, подобри од оно што во актуелниот момент го имаме во нашето општество. Но, еден од аспектите изиселувањето на младите, освен транзицијскиот капитал кој што купи 3 деценијска апсолутна моќ врз институциите во оваа држава. Баш така. Имам уште еден голем проблем. Ние кога го дефиниравме терминот транзиција, некаде на почетокот на трансформација на капиталот, имам впечаток сите овие години дека се работеше за транзиција само на она што е имот, општествено во приватно. Ние не направивме транзиција на колективната свест. И затоа ние денес во начинот како функционираат партиите или во начинот како се дефинираме како општество по однос на она каде припаѓаме, еднопартизмот, партизмот, колективитетот, нас ни станува главен атрибут за мене. Едно од најголемите разочарувања на младите луѓе е партизмот. Не личната способност, амфинитет, знаење, вложен труд за млад човек да биде препорака да добие работна позиција, туку припадноста на одреден политички субјект. Ако прибежи таму и таму. Дополнително ги затвори перспективите. Тоа ги фрустрира луѓето, да. Така е. И јас на таа мапа, која што значи отворен повик за борба и за акција, освен регулирањето на капиталот кој што е транзицијски и чистењето на институциите и градењето на нивна капацитетност во полна форма, ја поставувам како втора точка и борбата против партизмот. Ние немаме перспектива како општество ако партизацијата стане наша шема колективна. Не ги делиме луѓето на такви и вакви. Погледнете, па ние тој проблем сега го имавме у партијата. Добро. Една од причините за која што имавме лош изборен резултат на последните локални избори. По мене. Аз мислам дека тоа е и по ценењето на голем број луѓе со кои што работат заедно во партијата. Во тоа што партијата во еден момент, како инерција после она што беше како систем на владење на груевизмот и на целосната партизација на општеството, по инерција и некои
и некои сегменти од нашата партија ги зафати клиентелизмот, купувањето акции, акционерството, влегувањето во партија и заради интерес, генерирањето на должничко доверителски однос во партијата и така натаму. Од една страна, тоа потполно ги губи фокусите на кои што треба да биде проектирана политичката енергија на партијата. Наместо партијата да гради јавни политики, решенија за целата заедница, кои што ќе бидат препознатливи, имплементирани, од кои што секој човек, наш граѓанин, без разлика за кого го дал својот глас, ќе има своја лична бенефит и корист, партијата е еден сериозен дел од своето битисување, работење, постоење, она што е најбитниот ресурс, енергија, го има потрошено на решавање на прашања кои што се од доменот на Центар за социјална работа или на Завод за вработување. Сега, да бидем искрени, партијата не може да биде биро за вработување, нити биро да биде за вработување, нити Центар за социјална работа. Партијата мора да биде фронт на идеи. Та мора да биде активно јадро на луѓе кои што активно, посветено, честно ја бранат својата политичка и афирмираат својата политичка идеја. Може ли во СДСМ Кавадарци и во СДСМ на Македонија да се размислува вака? Сигурно, една од првите промени кои што ние се обидовме да ги имплементираме како ново раководство на партијата, начело со младиот председател Вуке Мелов, беше впрочем наметнувањето на тој нов политички концепт во действувањето на СДС. Да го напуштиме коридорот на партизацијата, на клиентелизмот, на акционерството и да влеземе во коридор на градење на активни јавни политики кои што ќе ги чувствуваат, гледаат, афирмираат сите граѓани на нашата заедница. И од тој аспект, да бидам искрен. Да, те слушам. Оно што е наша темелна определба и денес кој што дефинира припадност на СДСМ не е членска книжка. Туку е активитетот. Колку еден член на партијата во образецот на своето однесување е посветен на градењето на јавните политики, на нивното афирмирање, на активната работа внатре во партијата, тоа дефинира припадност на партијата. Неговата членска книжка е само верификација за припадност и ништо повеќе од тоа. Но, да бидам искрен, ние сакаме да навлеземе коридор повеќе, да ја напуштиме комфортната зона. Браво. И да работиме таму каде што е непосредниот живот, таму каде што е интересот на земјоделецот, таму каде што е интересот на работникот. Оти видете, да бидам искрен, ако јас давам дефиниција дека тој транзицијски капитал успеал да го наметне својот интерес. Да, и да навлезе и да го навлезе. И да го подкопа суверенитетот на институциите. Се поставува прашањето, ако е така, кој ќе ги брани интересите на земјоделците, ако не на работниците, на оние сите луѓе кои со своите 10 прсти градат живот за себе и за своето семејство. И чесене. И тука го гледам нашиот пресврт. Оно што ние оваа една година како ново раководство темелно го градевме, исцртавме сериозен фокус и сериозна енергија. Да го промениме тој концепт на наше политичко делување, да влеземе во сферата на креирањето на сериозни јавни политики, сериозни решенија и во земјоделието, и во работништвото, и во инвестициите во градот, за да нашата политика утре не биде политика на клиентелизам, не политика на акционерско друштво, туку на еден политички субјект кој што е свесен за својата улога во градот и кој што ги опфаќа и јавните проблеми и јавните интереси на своите граѓани. И генерално, ако дадам оценка за една година или од моето последно гостување, генерално, јас сум задоволен како ние тој процес, условно да кажам, го туркаме, иако сум свесен дека секоја промена носи отпор кај одредени структури кои што секогаш барат да работите останат статус-кво. Но ние сме овде да работите ги придвижиме, да излеземе надвор од таа комфортна зона и да влеземе таму каде што јавната сфера е интересот на граѓаните и сметам дека почетокот е охрабрувачки и дека во периодот кој што следува, а следува еден многу сериозен активитет на партијата на терен, каде што ние ќе се обидиме организирано да ги афирмираме и нашите јавни политики, и нашите јавни позиции, и нашите решенија за градот во непосредна со комуникација со граѓаните, да ги запознаеме со сето она што во изминатиот период од една година ова ново раководство на СДСМ го има сработено. На вчерашната седница на Советот на општина Кавадарци парафразирам една реченица на Митко Јанчев. За не направивме ниту една работа
ниједна работа во овие 6 години, 5-6 години, колку е тој градоначалник, за која не можете да кажете како СДСМ дека е вреди. Тоа беше како одговор на ставот на Вуко Милов за неприфаќање на извештајот за работа на собранието во минатата година. Како ви размислувате? Јас ги гледам... Како локалната власт менаџира во ово? Јас ги гледам малку поинаку работите. Не знам од каде ја генерирал таков печаток. И гласа против на крајот. Градоначалникот, ако се вратиме во првиот мандат на градоначалникот Митко Јанчев, СДСМ не само што да беше кооперативен, да. Туку СДСМ беше дел. Така е. И тоа неизоставен дел од сето она што како инвестиција. Да бидеме искрени, па во првиот мандат владата беше најголем инвеститор во владата. Нема зашто да бегаме од тој факт. Ние сме горди на тоа. Нема поголемо признание за работа на еден градоначалник ако владата како највисока институција со своји проекти застане позади вас. Да. И мислам дека во тој дел изјавата на градоначалникот Јанчев или е избрзана или е неконзистентна. Ако збориме за вториот мандат на градоначалникот Јанчев, ние потполно имаме еден променет момент. Согласно одлуката на граѓаните на Кавараци и согласно неговата пределба, ВМРО ДПМН, неговата матична партија, стана одговорна, ја презеде власта во локална самоуправа, го има мнозинството, има преседавачот, има јавните предпријатија и стана одговорна за сето она што како локален економски развој, политички момент, било кој сегмент на живењето кој што го опфаќа локална самоуправа, одговорноста е преземена. И во тој дел ние сме сосема јасни. Навистина, за нас беа многу непријатни моментите кога лидерот на опозицијата, Христијан Мицковски, доаѓаше во Кавадарци и беше постоен во некоја позиција да биде ревизор на сите проекти кои што се од локално значење, значај на локалната заедница, а се финансираат со средства на сите наши граѓани. Сметавме дека таквиот политички маркетинг не е примерен на она што Кавадарци го има направено минатиот период во делот на градењето на политичката култура и односот кон граѓаните. Иако од тој аспект и од тој контекст е извлечена изјавата, можеби е несречно срочена. Но јас еве на пример веднаш еве јавно овде можам да го пофалам градоначалникот за демант. На пример мене исклучително ми се допадна неговата програма за одбележувањето на еден исклучително значаен јубилеј 80 години од масакарот во Ваташа и од тој аспект на пример секоја пофалба за една исклучително сериозна програма, амбициозен проект за кој што јас еве овде најавам дека СДСМ ќе го поддржи и дека ние и ќе се вклучиме во реализацијата на тој проект. Така да, ете. Добро. Во рамките на тоа одбележување и појавата на неофашизмот како нешто ново, мене барем така, не така го гледам јас, бидејќи не слагањето со одредени историски работи или поинеко размислување е за мене некоја нова форма што тешко можам да ја барам јас лично. Има ли неофашизам во Македонија? Неофашизам. Јас за мене имам една дефиниција. Или нов начин на размислување за историските вредности? Јас имам една дефиниција која што мислам дека емпириски е потврдена. Ако се вратиме на времето во Втората светска војна, добро, и причините за неа, и видиме како идеолозите на нацизмот збореа дека ариевската раса е супериорна на сите раси други во светот. И во име на таа супериорност поведува една катаклизмична војна во која што Германија, а и целиот свет имаше исклучителни човечки, материјални и било какви ресурси со страшен импакт во децениите кои што доаѓаат. Многу години треба на Германија да се оправи од таквата катаклизма, но и идентитетско прашање. Прашањето на ариевската раса беше една од клучните причини за тоа што се случи во Втората светска војна. Или ако одиме во нашата понова историја, она што е денес актуелен миг, идеологијата на Путин, неговата аргументација околу причините за агресијата на Русија врз Украина и на идеолозите на Кремљ се исто идентитетско прашање. Непостоењето по нив на правото на украинската нација да биде украинска нација, односно негацијата на украинската нација. И овде веднаш се наметнува една реална алегорија. Ако ние слушаме, за жал, дел од некои денешни актуелни бугарски историчари или бугарски актуелни политичари, истиот проблем, истата аргументација, идентитетско прашање. Од каде правото на една нација да го оспорува правото на постоење на друга нација? Од каде правото на еден да го оспорува правото на друг да биде друг? Иста аргументацијата. Ние жалиме, но јас тоа не можам да го наречам и дефинирам никако поинаку, освен зачеток на фашизам. Фашизмот
во историјата на никој не му донел ништо добро. Без разлика дали викаш фашизам, нешто лошо, нешто што сака чисто да биде. Но во основата на секој фашизам стои и оспорувањето на идентитетските прашања. Така е. На некој начин. Да го оспориш правото на друг народ, да го негираш правото на друг народ и да го направиш супериорноста на твојот народ врз правото на живот на друг или на четврти народ. Дали на Македонија е загрозено правото да иде идентитетот? Јас чувствувам одредена загриженост, следејќи ги сите последни анкети, гледајќи како опаѓа поддршката јавна кај македонскиот електорат во делот на она наша стратешка определба за Европска унија. Добро. Јас кога правев некои своји анализи околу тоа на што се должи тоа, морам да кажам дека на некој начин и е оправдано. Ние после Преспанскиот договор, како заедница, како народ, како држава, после оној измачувачки скоро троецениски процес со Грција и сите блокади кои што ги добивме од нашиот јужен сосед. За жал, иако сите изјави на водечките европски авторитети одеа во друга насока, за жал добивме уште еден сериозен предизвик и уште едно вето кое што дојде од нашиот сосед од Бугарија. Но овој пат наместо проблематизирање на името кое што беше прашање кај нашиот јужен сосед, овој пат добивме вето кое што во својата основа имаше идентитетски прашања. И тоа беше големо разочарување за македонскиот народ, затоа што кога сметавме дека дојде времето конечно овие генерации да влезат во отворен процес на европска интеграција, добивме еден исклучително сложен историски спор како еден бенчмарк и сериозен проблем кон нашите евроинтеграции. Точно. И од тој аспект тоа разочарување кое што гледам во анкетите за некој начин за мене е легитимно. Да. Тоа што треба Брисел да го свати и овие европски авторитети е фактот дека Македонија многу вложи овие 3 децении во мирот, просперитетот и европските вредности на Балканот. Македонија вложи во сериозни договори, во сериозни бегалски кризи, во сериозни блокади на целиот запад кон Србија. Трпеше Македонија сериозни штети, трпеше обштество, трпеше социјалниот живот, стандардот на луѓето, развојот и на крајот на денот кога мислевме дека ги поминавме сите премрежија, дојде една блокада од Бугарија која што се однесува за идентитетски прашања и мислам дека овде мора да бидеме јасни. Патот на Македонија кон Европска унија води кон Брисел, не кон Софија. Ние како Македонија секогаш сме расположени согласно она што го имаме како образец и цивилизацијска вредност како народ, да имаме подадена рака за градење на пријателство, за градење на решенија кои што во иднината значат културно зближување, економска соработка, но многу малку имаме разбирање во оној дел каде што ние треба да прифатиме да влеземе во процес кој што наместо 18 поглавја од Европската унија да ги отвараме со посветена работа, со посветено менување на нашите закони, навики, да европезираме Македонија, на крајот на денот да бидеме горли од процесот кој што Македонија сме направиле дел од големото европско семејство, со право е генериран впечатокот на граѓаните дека наместо таков патоказ на Македонија и се нуди патоказ во кој што треба ни 17 поглавја да решава идентитетски прашања и да биде соочена постојано со правото на вето. Дали СДСМ ќе истрае во таа борба да остане на таа висина? СДСМ е одговорна политичка партија. Или ќе смени својата платформа на СДСМ е одговорен политички субјект кој што овие 3 децении докажал и покажал со своето однесување дека секогаш кога интересот на државата национален бил во прашање, ние сите предизвици сме ги прифаќале и секогаш сме ја враќале Македонија на колосекот таму каде што треба да биде. И во овој дел СДСМ има активен и многу сериозен пристап. И ова прашање не е прашање на политички партии. Ова е или на прашање договор. Е прашање на договор на политички партии. За мене е навистина болно сознанието што позиција. Во таа смисла, да. Во тој сегмент ве разбирам. ние разговараме со шумови.
Не разговараме со гласот на разумот и на политичката логика. И не градиме активна... Немате идентични ставови за ова прашање? Па вие се сведоци дека јас тешко можам да го дефинирам односот на ВМРО-ДПМ по ова прашање, исто мислам дека е перцепцијата на граѓаните. Не може да влегувате во едно прашање кое што е суштинско околу карактерот на државата со дневно политичка математика. Денес сакам, утре нечем, ако бидам власт ќе го решам, ако не бидам власт нема да го решам и така натаму. Не. Ова е прашање кое што не се однесува на едни избори. Не се однесува на еден премиер. Ова е прашање кое што се однесува како наш цивилизацијски долг и залог кон генерациите. И мора да биде таков пристапот. Јас сум убеден дека нашиот пристапот на СДСМ е баш таков. И ние сме многу јасни. Во оној дел кој што значи исполнување на европски бенчмаркови и обврски, ние тој дел апсолутно ќе ја посветиме целата наша енергија. Во делот кој што задира во нашиот идентитет, во нашата посебност, во нашето право да бидеме народ, тука ние немаме што да разговараме. Па какво попуштање? Ние активно ќе ја браниме нашата позиција и ќе ја браниме како што сме браниле целиот овој период, овие 3 децении. Добро. Синој кога гледав актуелно е прашањето со изборите, една изборна единица. СДСМ што мисли? Вашиот став и за ВМРО. Генерално не ова вашата партија не е против. Јас сметам дека најдобро решение во кое што има усогласување на сите политички субјекти кои што учествуваат. Така беше и ова на пресконференцијата речено, процес и сметам дека е добро додека се уште не сме влезени во на предвечерие на изборната кампања да конечно политички субјекти седнат на ист стол и да го дефинират она што е интерес за сите. Што е една изборна единица, што не е една изборна единица за гледачите? Што е поверодостојно на политиките кои ќе ги... Седно. Јас нема некоја разлика. Има разлика. Не, седно од аспект на она што представува мојата партија. Како го гледате прашањето? Не го гледам никако. Јас го гледам тоа прашање само како прашање кое што треба да го дефинират сите политички субјекти и ако тоа прашање го дефинират на таков начин, тоа да гарантира поголема регуларност и контрола на изборен процес во кој што изборните правила, легитимната политичка волја на граѓаните ќе биде целосно запазена. Не го гледам и од тоа избегнувам да давам таков одговор од дневно политички интерес, дали СДСМ чечарел 5000 гласа помалку или повеќе. Одбивам да во таа насока разговарам. Добро. Во делот на корупцијата и иселувањето на граѓани од Македонија, чув еден податок. 20.000 граѓани кои треба да увеземе како работна сила. Неофицијално слушам дека големите предпријатија во Кавадарци остануваат без речиси една смена во работа. Нешто што Кавадарци или ова стопанство никош го немало. Не се соочило со вакво нешто да нема работна сила. Во Кавадарци постојано се бара работа и сега наводно ќе земеме луѓе од страна. Што мислите за ова економско прашање, би рекол, економски параметар кој ќе навлезе дека има своја имплементација или импакт во другите области во живењето? За жал, ова е дневно политичка работа која се случува во овој период. За жал, на сето она што го имавме како процес на миграција и кој што е регуларен процес. Тој процес се соочи и Бугарија и Полска. Во предворието и Романија, и во предворието која беа на Европската унија и во влезот на Европската унија. Миграциите денес во Европа, за жал, се движат од таму каде што се живее со понизок социјален квалитет и економски квалитет кон таму каде што се живее, условно кажано по наша дефиниција, богат. И тоа никој не може го спречи. Ако во тој сегмент ги ставиме и двата момента, а тоа е огромната финансиска штета и криза светска, која што беше предизвикана од пандемијата COVID, а тоа не може да го исклучиме. Тоа донесе до сериозни и фантурни моменти и до намалувањето на квалитетот на животот. А ние знаеме кавадарчани и секојаш викаме најтанко, секи не тамо кај што е најтанко. И тоа го осетија најмногу слабите економики. Овие големите знаат како да се покријат. А кога ќе дојде до таму кај што е те таму се кине. Така да, кога збориме генерално и за Балканот и како Македонија дел од Балканот, ковид кризата и војната во Украина донесува сериозна штета во делот на она што значи економски раст на државата. Без економски раст ние не може да ги задржиме маите. Ако ние имаме 0,1, 0,5, 1-2% економски раст, отиде приказната. И сега ние гледаме и тој голем капитал кој што 30 години се градеше во Македонија, гледа дека денес
И он не може да обстои ако нема кој да го работи. Реално нема. Значи, знаете што слушам, извинете, се ангажираат луѓе во пензија на работни места кои можат физички така да одговорат на таа професија, доктори, например, или така натаму, да си работат уште неколку години. Зошто? Нема кадар. Така е. За жал е така. За жал тоа е реалноста и ние таа реалност че мораме да се соочиме активно и да се бориме. Јас кога оцирав каде е нашата битка, тама е нашата битка. Тоа не е битка на СДСМ и на ВМРО-ДПМН, не е дневно политичка битка, туку тоа е битка на нашето општество. И таа е битка и долг на секој македонец. Тоа е патриотизмот, да. Тоа е патриотизмот денес. Ние мора да градиме општество на слободни, рамноправни граѓани во кој што личниот перформанс, личниот труд, личниот ангажман, личното образование ќе биде влезница за лична среќа, за лична екзистенција и за благодат на сопственото семејство. Се друго само да ви кажам, пред некој ден имав исклучително интересна средба. Во рамките на мојата компанија имав случај на средба со еден младич, 24 години. Добро. Македонец. Добро. За мене е најголем херој на секојдневието. Знаете што направи тој младич? Тој младич на своји 24 години, македонец, херој на секојдневието, успеал да направи дигитална компанија, која што во овој момент се занимава со вештачка интелигенција и со 0 евра или долари почетен капитал. Во овој момент да вработува 14 лица, IT инженери, а во овој момент неговата компанија е проценета на некои 17,5 милиони долари. Млад македонец, исклучително паметен, работи на софтвери на вештачка интелигенција, на повеќе меѓународни платформи, кој што за мене е најголемиот херој на секојдневието, успеал на меѓународниот пазар, но неговата компанија е регистрирана и што работи во Скопје. И јас апелирам и на вас како медиуми и на оно што креираме како вредност во јавното информирање. Ја многу ретко гледам херои на секојдневието. Се сложувам со вас. Многу слушам. Имаме и во Кавадац, ретко. Многу слушам, читам за аномалии, за проблеми, за тоа како не бива, ама луѓето кои што се наши херои на секојдневието, млади луѓе кои што со својата интелигенција, настап, храброст, луѓето кои што ги напустиле комфортните зони, влегли и не афирмираат во светот, во дигитализација, во платформи, таму каде што се напреваруваат најдобрите, најмоćните, најумните. Таму е спасено Македонија. Таму се победниците. Таквите луѓе ние мораме да ги афирмираме. Можеби понекогаш проблемот наш на дефетизмот лежи и во тоа што ние како општество не креираме наши херои. Ние, ако ги креираме нашите херои на секојдневието, ги креираме и оние вредности, дефинираме што е тоа што е општествено добро, кон што треба да се стремат моите генерации, како да ги воспитуваме тие луѓе, како да му дадеме правец, затоа што верувајте, светот многу брзо се менува. Не победува во светот оној кој што е најпаметен и најинтелигентен, туку победува тој кој што најбрзо се трансформира на промените. Ние мораме да градиме таков сегмент на јавното мислење, на вредности кои нашите луѓе, за да ги припремиме за оно што доаѓа како предизвик. Не да ги припремиме да си одат со карта во еден правец, туку да ги припремиме тука да бидат нашиот столб цивилизацијски, нашата гаранција дека овој народ и нација ќе опстое во времењата кои што доаѓаат, а верувајте, времењата кои што доаѓаат, за жал, нема да бидат ништо подобри од она што денес го имаме како опстеност. Ако е тоа така, што треба да овозможиме како држава, како општество да биде се вред? Кои столбови треба да ги поправиме? Ние мораме прво да развиваме капацитетноста на институции. Добро. Ние мораме да имаме институции кои што си работат својата работа. Ако е суд, да суде. Ако е доктор, да лече. Ако е полицаец, да регулира безбедност. Значи, капацитетноста на институциите мора да биде обезбедена во функција и намена за која што постојат. Тоа е првиот столб. Вториот столб, ние мора да градиме општество модел на социјална правда. Јас тој модел не го гледам не овде во Кавадац и сега. Што значи модел на социјална правда? На оние категории на луѓе кои што во овие кризи, кои што во овие предизвици не се снашле, на кои што му е потребна помош од државата, од општеството, да секогаш имаме фондови активни политики, да општеството тие луѓе ги помага за да му даде шанса утре пак да се вратат. Нивните семејства да продолжат да живеат. Тоа е моделот на социјална правда. Да ги маргинализира, да ги остави сами да се снаоѓаат. Така е. Така е.
И третиот модел, ние мораме финито да завршиме со партизмот. Мора да градиме отворено општество во кое што ќе се надпреваруваат најдобрите, најдисциплинираните, најспособните и највредните македонци. Не оние кои што партијата на ливче ги напишава. Тие чао бамбина. Сега градиме систем, мора Македонија. Способни кадри. Систем во кој што борбата на идеи, фронтот на работа, отворениот пазар, open market, ќе бидат единствените критериуми по кои што луѓето ќе заработуваат. Мора да постои таму ред. Не може партијата да замене диплома. Не може партијата да замене работно искуство. Не може партијата од еден менаџер да направи подобар менаџер. Тој коридор мора да го напуштиме. Како една наша болка во која што ни треба во време да учиме демократија. Но 30 години веќе учиме демократија. Треба нешто и да имплементираме. Така се движи денес светот. Политичарите да си го работат своето, пазарот да си го работи своето, институциите да си го работат своето и ние ќе бидеме окей. Значи тоа дека е потребна реформа во општеството? Сигурно. Но јас пак потенцирам. Тоа го кажав и во првиот дел. Реформата произлегува не од волјата на еден поединец или од волјата на една партија. Ние се лажиме на избори кога водиме со таков став. Да. Јас ќе ги казвам овие и утре метим леко, сите проблеми решени. Не е така. Реформата доаѓа од секој од нас. Ние мораме да ги менјаме нашите навики. Ние мораме да го менјаме нашиот поглед од светот. Ние мораме да испаѓаме надвор од нашата комфортна зона, од нашите фотели, од нашиот неангажман, од нашето препуштање некој друг да не ги решава работите. Секој мора да биде активен во изградбата на општество кое што е здраво, во кое што здрави луѓе, со здрави навики, со здрави вредности, ќе можат да ги водат работите. Сето е добро, како да ја менуваме свеста. Ние сме ментално зависни. Ние сме луѓе подложени на страф. Што ќе рече председателот на партијата и така натаму. Можеме ли самостојно да бидеме храбри да донесеме вакви чекови како што ги е? Ние тоа мора да го направиме. Немаме избор во иднината. Ако ние продолжиме, никој нас утре нема да не чека. Ќе ги испуштиме сите возови. Проблемот е што кога ќе ги испуштиме сите возови, ќе бараме некој да го изгаси тука светлото у студиото. Ќе останеме не без ресурси за работа. Ќе останеме без ресурси овде да воопшто проектираме. Значи треба да се одважиме, така? Мораме да го прифатиме предизвикот на светот. Ние мора да се отвараме. Ние не смееме да бидеме имуни према промените. Промената не е хендикеп за оној кој што знае да се постави, активно да ги играе. Секоја промена е влесо нова победа. И со таков став ние мора да градиме Македонија. Не смееме да се враќаме назад. Не чека светот. Денес погледнете, се гради вештачка интелигенција 2.0. Светот во кој што јас и ти сме се родиле Маријан. Тие денес луѓе го дефинираат како свет 1.0. Сега се гради. Што значи тоа 1.0? Тоа е оној нашиот еволутивен свет. Значи најдолното ниво. Светот на природната интелигенција. А светот 2.0, дигиталниот свет кој што денес го работи овој млад човек, кој што јас на друг левел работи. Е светот на вештачката интелигенција, кој што контролира пазари, кој што контролира администрација. Тоа е понапред од мене за сигурно. Човече. И ние тоа мора да го прифатиме. Да. Ако светот се движи во таква цивилизацијска насока, ние тоа. мораме да влеземе и да ги афирмираме тие сили во општеството кои што се да ги негуваме и да му возможуваме. Не да стагнираме, не во очи и паника да се враќаме назад. Да. Најлошо е да се вратиме кон национализмот. Најлошо е да се затвориме во оние нашите корупки и да речеме еве тоа е, ние не можеме. Не може повеќе. Па не е тоа така. Па не може утре ни една нова генерација која што дојде да ја објасниме зошто сме имале шанса да направиме држава, да бидеме дел од отворено општество, да бидеме дел од цивилизацијски токови на целиот свет и ние таа шанса како генерација сме ја испуштиле, сме биле поразени. Тоа немаме никакво право да го направиме. Дали кавадарци во тој дел треба да прави некои радикални чекори? Јас како стопанство, како економија, како општествено политички живот. Како стопанство се развива исклучително добро во рамките на она што е Македонија. Некои го викат македонски Манчестер. Кога ќе се погледне уделот на кавадаречкото стопанство, на целата кавадаречка економија во вкупната, например, македонска економија или во индустријскиот раст и пораст, се гледа дека огромен процент се должи на она што е здраво кавадаречко стопанство. Кавадарци во својот предприемачки дух се трансформирал. Сме имале способни луѓе
кои што во оден сегмент препознале идеја, бизнис и успеале од тоа да придвижат своји семејни бизниси кои што така успешно работат, па и растат, па и имат своја вредност на берзата. И тоа е добрата вест за кавадарци. Она што мене ми смета и за кое што е топло, би му препорачал на градоначалникот да размислува сериозно и активно на таа идеја. Ние станавме град во кој што капиталот на неколку луѓе почнуваат да го дефинира интересот на институциите. И тоа е сериозен проблем. Никогаш нема да прифатиме, ние барем во СДС, да капиталот или интересот на неколку луѓе биде над интересот на институциите кои што треба да го регулират градот. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект, ние многу малку водиме социјални политики. Станавме најскап град. Јас свака како хроничар, понекогаш кога бележам, видов една интересна алегорија. На секој настап или доаѓање на Мицкоски у Кавадарци, кога врши ревизија на некој сериозен проект, одма утре дента поскапува некоја јавна давачка. Дали комуналите, дали данокот зимот. Во градот Кавадарци? Да, можеби е некоја случајност, но ете како кулинарно се гледа. Станавме град кој што е скап за живење. Станавме град во кој што јавните услуги постојано растат. Може би тоа е некоја маргина и движење на пазарот, може би некоја е тоа реална маргина, но ние не водиме сметка за онаа структура граѓани кои што во овој момент на страшна економска криза, светска. Па може би не се во можност да плаќаат толкава сума, нема толкави приходи да плаќаат толкава сума за 2-3 деца во градинка. Може би луѓето и немаат можности да плаќаат 20, 30, 40% повисока цена на данокот на имот. Дајте да направиме сегментација. Дајте да ги оделиме оние луѓе кои што имаат помали приходи и во делот на јавните давачки. Да направиме субвенционирање, ослободување. Дајте да поработиме на социјалната политика на градот. Ворете интересот на капиталот. Ворете интересот на инвеститорите кои што денес гледаме Кавадарци, сите правци се развива. Но дајте да се погрижиме и за оние кои што тој капитал го немат, оние кои што во оваа криза останале без работа, без примање, или оние кои што обемот на примања не му се на нивото да може да го пратат тој тренд. Тоа отсуствува во овој момент во она политика на локална самоуправа на градот. Дали тоа би го изменили вие ако имате ваш градоначалник? Апсолутно, не само што би го измениле, туку гледате дека и форматот на нашето действување во Советот. Тоа вие зборови ги слушам во на седница. Ние постојано инсистираме со идеи, проекти, решенија, постојано во тој дел во кој што сега ја зборам. Да му олесниме на оние наши граѓани кои што по принципот на своите приходи во овој момент не се во можност да ги плаќаат највисоките јавни услуги во Републиката. И за нас тоа е сериозен проблем. Ние сме сериозно фокусирани и апелираме утре во Советот на многу поголемо разбирање. Тоа се наши сограѓани, тоа се наши семејства, тоа се луѓе кои што припаѓаат на нашата заедница и ние никогаш таа битка за нив нема да напуштиме. Како што ние напуштивме, и битката за земјоделците. Да. Ние има ли ова година повисока цена на грозето? Има еден многу добар момент, за мене еден клучен момент. После долги години голгота околу начинот како се дефинира и се дефинираше цената на грозето. А сите знаеме дека тоа беше еден од главните проблеми. И знаеме како се формираше монополот на еден мас откупувач, кој што користичи ја својата монополска позиција и ја наметнуваше цената на грозето и го девалвираше трудот на нашиот честен земјоделец и предизвикуваше оправдан револт кај нашите земјоделци. Сега што се промени? Тоа е атак на социјалдемократската и партијата што водеше, е битно и ВМРО. Без разлика. И сите влади и на ВМРО и на СДС се соочувале со тој проблем. Тоа е факт. Сега што е измената во новиот закон за вино? А пилот, релацијата и имплементацијата на тој дел беше сега, со овој откуп. Се промени начинот на формирањето на откупната цена. Сега откупната цена се дефинира согласно таблицата на Европската унија, која што калкулира вода потрошнија, работна рака, трошкови, труд и на крајот на денот. Не калкулира? Кога по таа европска таблица, согласно новото законско решение, извршивме дефиниција на цената на гројство, дојдовме до 30% повисока цена на гројство, која што ова година ја добија земјоделците. Што значи дека в година и не е само тој сегмент. Во, хајде да кажам, грубо да се изразам, во растурањето на тој монопол
на условно кажеме, тој голем откупувач. Ние неповратно инвестиравме како влада во создавањето на 45 семени винари во Кавадарци. Во Македонија, да. Да, во Кавадарци, да. Сега ќе имаме отворен повик за уште 20 дополнителни. Ние ќе дојдеме на крајот на 2023 година дека некаде над 60 семејства во Кавадарци успеале својот приватен бизнис да фабрикуваат вино, да. Да го фабрикуваат вино. Да. Со своја етикета, со бренд, со учество на пазарот. И тоа е за нас исклучително компаративна вредност, затоа што на тој начин ние го дефинираме вредноста компаративна на нашето тиквешко виногорие. Ние го брендираме нашиот тиквешки регион. Много добра работа. И тоа е сегмент кој што ние ќе продолжиме да го инвестираме. Како што исто и во земјоделието, и за тоа се сведоци земјоделците, постојано имаме јавен повик, затоа што постојано имаме јавни акции во кои што се врши субвенционирање, во кои што се има отворени програми за поддршка на земјоделието. И така натаму и така натаму. Кога се види обемот на средства кои што оваа влада само последната година ги вложи во земјоделието во нашиот тиквешки регион, јас со право можам да дефинирам дека односот на оваа влада и на партијата на која што припаѓам СДСМ е активен и партнерски. Ние сакаме да имаме активен и партнерски однос со земјоделците и да затвараме прашања кои што се децениски, не дневни, не дневно политички, не денеска ќе купиме грози од се избори, ќе пуштиме субвенции 2 дена пред изборите, па сите среќни и задоволни. Не, тоа не се решенија, тоа го допиме на туку со законски решенија, со сериозен дел од буџетот посветен на откуп, на субвенции, на развојни програми, на помош директна во земјоделието, во стимулирањето на работата на земјоделците, ние го дефинираме нашиот однос према нив. Дали субвенциите не го уништија вистинскиот земјоделец? Да не го навикна на чекај на тие пари и да не го работи земјоделието? Има еден сегмент кој што оди во таа насока. Али негативен? Но јас сметам дека тој сегмент, ако го да биде стимулативен и баш така, да се контролира многу. Ако го определиме процентуално тој сегмент. Колку учествува? Не, јас не знам колку учествува точно со проценти. Такви анализи не сум правил. Зборам за една моја субјективна перцепција. Ако го видиме тој правец и го гледа, а од друга страна на тасот на вагата го ставиме интересот на огромното мнозинство на земјоделци, кои што со субвенциите добиваат директен социјален импакт како верификација на нивниот труд кој што е честен, оправдан и тие се нивни пари. Не е тоа дека некоја влада СДС или не знам ВМРО му пуштил, нивни пари се тие изработени. Само што некој имал сенс тоа утре да му го врати. И од тој аспект само треба да се дефинира добро. Каде, на кого, како да биде. Контролата на институциите да биде ставена во функција парите, директната помош да доаѓа тамо кај што најмногу треба и тамо кај што е заслужено. Тамо кај што е манипулација, тамо да биде санкционирана. Тоа е мојот. Баш така. Добро, ето завршуваме со оваа емисија. Поминаа нашите предвидени минути, ќе се бавичи уште долго со политика. Јас политиката сваќам пред се како одговорност. Не можам да дефинирам постоење во нашата држава без човек лично да даде импакт, вредност, прилог, активитет. Рамките на своите способности. За да утре кога ќе дојде во позни години и кога треба да дефинира смислата на своето постоење, не му се десе работа здравје да дојде некој внучи и да рече, абе, дедо, абе, кога се беа сите овие работи, ти имаше ли некој став за оваа работа? Што правеше ти? Не. Јас затоа политиката сватив како одговорност, како потек за општествена акција, како една огромна желба, оно што сум го акумулирал како искуство, знаење, го дадам на располагање на заедницата, на мојот народ, таму каде што припаѓам, и мојата единствена среќа од политиката е кога гледам дека таквиот импакт има своја верификација, дека луѓето тоа го следат, дека го одобруваат и на тој начин ние имаме синергијата. Тоа ме прави најсреќен во политиката и се додека тоа е така, јас ќе бидам дел од политиката. Првиот момент кога тоа нема да биде така, едноставно тоа е тоа. Може ли го кандидатот да се кандидира за градоначалник? Јас избегнувам кандидатури од целиот овој период, затоа што сметам дека акумулацијата на работа, на труд, на вредност, во еден ден, кога тоа ќе биде созреано, кога тоа ќе биде така, како што викаме ни наимано, да даде за право, те разбирам, да се преземе одговорност и да се кандидира за одредена функција,
И на крајот на денот, оно што е најбитно, импактот на јавноста. Ако јавноста тоа го препознава, ако јавноста тоа го бара, тогаш доаѓа кандидатура. Но искрено да видам, ево вака неформално, во овој момент не размислувам за никакво. Ова не беше договорено, почитувани гледачи, како што не беа договорени прашањата што ги имавме вече вазона со господин Мукаетов. Имаш уште нешто на крај да ни кажеш, да ни поздравиш? Не, да кажам дека се чувствувам навистина прекрасно во ваше студио. Некој ми легна студиото, имате одлични услови за работа. Да, има. Честитки. Само да продолжите овака како медиум. Вие сте стварно гласник на вистината во тиквешијата. Мене ми е тоа исклучително драго и искрено да кажам дека македонски медиуми слабо следам, ама нашиот тиквешки медиум редовно си го гледам. Јас ти ветувам дека за 2-3 емисии ќе го имаме гости овде во студиото, еден од пионерите на иновациите во Каватрици, доктор Ангелков, кој скоро измисли нова машина за акумулација на енергија створена од фотоволтаици, нешто ново. Да го најавам како вода сметка за таквите луѓе, бидејќи се ретки. Тоа што рековте дека младиот потенцијал и потенцијалот на младите луѓе во информатиката или во другите области што носат просперитет, треба да го негуваме. Сигурно. Тоа е клучот. Благодарам на вас. Почитувани гледачи, толку во оваа емисија отворена за пријатно до следната средба.